Овој месец, деновите 16, 17 и 18 октомври беа посветени на гордоста на Радовишани, манифестацијата Самун Татлија. Преполни монтажни штандови и излагачи кои со насмејани лица ги пречекуваа сите гости, нудејќи ги со топол самун во овие ладни октомвриски денови. Гостите, како и секогаш, кога ќе се најдат на трпезата на гостопримливи домаќини, со сласт ги вкусуваат залаците едно по друго. И колку и да сте сити, тоа не може да го одбиете. На стартот, односно на првиот ден од настанот, дождот ги изненади Радовишани. Терминот кој беше одреден за почеток на програмата, поради обилните дождови беше одложен за неколку часа, но тоа не ги спречи љубителите да дојдат. Под покриените површини се јадеше сомун, а организаторите во меѓувреме го средуваат теренот, ги местеа масите и се подготвуваа за тридневната кулинарска забава. Нашата екипа беше таму уште од самиот старт и нас дождот не спречи да уживаме во атмосферата и храната. Вела дека моментот кога ќе почнеш да ги откажуваш своите планови поради дожд, тоа значи дека си остарел. А тука немаше место ни простор да се размислува за некакво откажување. Тука и најстарите полни со елан очекуваа подобрување на времето, а дождот никако не можеше да биде пречка за уживање. Супер е организацијата во Радовиш и така треба да продолжи понатаму. Па треба да има доста посетители. Да. Значи ова манифестација има ли големо значење за градот? Тоа има за градот, да, придонес. Тоа е. Па да, би требало да има, маку времето не е погодено, што гледат и самите. Мислам дека ќе има. Значи, епак оваа манифестација што го представува Радовиш, едно обележие на Самун и Татлија. Бивте ли минатите години? Да. Мислите ли дека ова ќе биде нешто поразлично, нешто друго? Па има многу мислам, времето многу зависи од времето, как ќе биде. Па видео очекуваме масовна посетеност. Организацијата изгледа добро и многу се убави самуните. Прекрасни. Во изминатите 2 години манифестацијата ја посетија повеќе од 50.000 граѓани, кои што уживаа во два прекрасни традиционални специјалитети – самунот и татлијата. А значително голема беше и бројката на гости кои оваа година уживаа во рецепти подготвени по стар традиционален начин и рецепт. За се да биде комплетно, тука беше и богатата културно-уметничка програма. Харис Джинович, Каролина Гочева, Тамара Тодевска, Тумбао Салса Бенд, Молика, Пајтос и Троја, Александар Тарабунов и уште многу други. Музиката буквално засечи вкус, а крајот на секој ден беше заокружен со звездата на вечерта. Големи имиња од македонската и српската естрада. Меѓутоа, музиката не беше единственото нешто кое организаторите го подготвија. Во меѓувреме, низ центарот продефилираше најголемиот Сомун, традиција која се негува веќе 3-та година поред. Джиновскиот Самун честа првото парче да го пресече и проба ја имаше градоначалникот на општина Радовиш Сашко Николов. Се избра и највкусен Самун и највкусна Татлија. И кога веќе го споменавме вкусот, кој се разбира и не треба многу да се коментира, да се навратиме во минатото и како на времето се подготвувале овие два специјалитета. Како пекарите, а сега собствениците на фурни го прават тоа. Состојките се истите. Начинот со тек на време со развојот на технологијата се променил, а се разбира, кулинарските тајни за автентичниот вкус се уште не се откриваат. Има разлика, како нема. За самуните има разлика, а татлиите се од времето. Постојано праја. Ама вкусот останува и така е. Останува вкусот. Постаро, а самуните тога е другше. У бани се турат, мрвки турат. У боден дедо, шо викат постаро, боден дедо. Така, урдичка нешто, сиренце. И прекаро свинско, тога и свињи чуваме. Свинско месо турат и убава работа. Поздрав народот. А сега очекувате ли годинава да биде интересно да има многу луѓе од? Па ја очекувам према времето. Иначе очекувам утре да биде убаво времето и у недела, да. На градот мој, на Радовиш, што се свил под Плачковица, на Варошот, на Тикетот, на Гаврицкото мало, на Чамбаир и Коријата,
што се вишат над градот на славната Лачковица, што гордо стои високо. Јас ја пеам та сладка песна, што ми носи многу радости, што ме гали и милува како сонце пролетно. Јас ја пеам та сладка песна, што ми носи многу радости, што ме гали и милува како сонце пролетно. За споменот од младоста, помината во мојот град, за ноките поминати во градските кафеани, за корзото во центарот, за љубовни договори, за игранки и веселби во славната Соколана. Јас ја пеам та сладка песна, што ми носи многу радости, што ме гали и милува како сонце пролетно. Јас ја пеам та сладка песна, што ми носи многу радости, што ме гали и милува како сонце пролетно. За ноќните серенади и песните испеани пред портите и прозори на момите радовишки, на момите убавици и момците веселници, закитени со убоста на младоста и радоста. Јас ја пеам та сладка песна, што ми носи многу радости, што ме гали и милува како сонце пролетно. Оваа година беа поставени околу 16 штандови. Се разбира, ќар требаше да има и за угостителите, кои што оваа година се покажаа покреативни, па можеше да се видат доста интересни имиња на штандови. Манифестацијата се одржуваше на плоштадот Свети Спасо Радовишки, со проширен дел од читалиштето на истоимената улица, како и улиците Илинденска и 15-ти корпус, каде што на утврдени локации за излагачите беа поставени монтажните штандови. Градоначалникот Сашко Николов и Советот на општината, како генерални покровители на манифестацијата, и оваа година ја дадоа својата подршка. Што друго се случуваше овие 3 дена во Радовиш, а не беше на плоштадот. Изложба на трудови по предметот моделарство на архитектонскиот факултет при УКИМ Скопје, како дел од манифестацијата Самунем Татлија 2015. Во саботата беше одржан свечен чин на потпишување меморандум за соработка и збратимување на општина Васло и Одроманија и општина Радовиш. Меморандумите за соработка беа потпишани од страна на двајцата градоначалници. По приемот романската делегација ги посети најзначајните градски знаменитости.
Да, во склопот на денешната манифестација Самунем Татлија имавме особено задоволство да ја прошириме листата на пријатели на општина Радовиш, да потпишеме уште една спогодба, една повелба за збртимување со општина од Романија, тоа е општината Васлуј. И еве, се надевам дека ова првично наше потпишување на оваа спогодба ќе биде основа на почеток на нашите идни соработки на секое поле од нашите општествени живења. Па да, официјално еве символично манифестацијата ја отпочнавме со промоција на најголемиот Самуни и најголемата Татлија. Традиционално значи манифестацијата Самуним Татлија ја организираме во чест на овие наши традиционални специјалитети Самунот и Татлијата и впрочем еве и самите вие можете да забележите дека по однос на посетеноста, по однос на она што гостителите го нудат како квалитет, јас лично еве како градоначалник сум презадоволен и од овогодишната манифестација Самунем Татлија. Ките услови не ни одеа во прилог, но еве сега благодарение и на добрите временски услови, на богатата програма и секако на квалитетот кој го нудиме во делот на Самунот и Татлијата, гледате дека гостите се многурени веќе и во овие попладневи часови, а кулминацијата на нова манифестација очекуваме да се случи вечер со настапот на балканската музичка звезда Хари Жиновиќ. Еве и во оваа прилика до сите ваши гледачи упатувам покана да дојдат вечер во Радовиш, да се забавуваат, да се дружат, да го осетат гостопримството на граѓаните на Радовиш и секако да вкусат од прекрасните Самуни и од прекрасната Татлија. Исто така, забавата, односно манифестацијата ќе ја продолжиме во недела. Сите оние кои од било какви објективни причини ќе бидат спречени вечер да бидат наши гости, ќе имат приликата да и во недела да уживаат исто така во богата културно-забавна програма, секако и во делот пак на Самунот и Татлијата да имат прилика да дојдат и да ги вкусат и овие специјалитети. Последниот ден од манифестацијата го одбележа посетата на првиот човек на државата Ѓорѓе Иванов, кој со својата сопруга го посети Радовиш и манастирот Свети Великомаченик Георги во селото Ораовица. За тоа време, директен пренос, односно лајвстрим од плоштадот, обезбеди општината преку поставени камери за сите оние кои не можеа да присуствуваат, а сакаа да ја следат богатата програма. И еве зошто Радовиш има вистинската приказна во себе. Вкусната храна и добрата забава само ги надополнуваат останатите убави нешта, кои можат да бидат дел од едно прекрасно доживување и добро поминати денови. Во срцето и душата на Радовиш секогаш има место за сите.